Штета што не се прифати овој амандман за објаснување или дообјаснување за колегите пратеници, за македонската јавност и за Министерството за финансии. Значи, минатата година со исти еден ваков амандман кој што го поднесовме за заштитна ограда од десната страна на река Отиња, успеавме да почнеме една постапка, односно обезбедување на ваква заштитна ограда по кеот на река Отиња, која што е една пешачка зона и која што навистина се користи од граѓаните, а самата висина на самиот кеј, односно мајор коритото на река Отиња, има можности за повреди на граѓаните. Со самото почнување на проектот од десната страна, значи не идовме на позитивна реакција од страна на граѓаните на општина Штип и очекував, затоа што морам да бидам искрен дека средствата не беа доволни за целосно завршување на десната страна со заштитна ограда на коритото на река Отиња. Онаму каде што обезбедив јас преку Министерството за финансии со исти еден ваков амандман се заврши оградата, меѓутоа општина Штип продолжи со реализација на тој проект и десната страна е целосно затворена. Затоа барав и на левата страна на река Отиња низводно да го довршиме веќе почнатиот проект. Мислам дека средствата кои што преку Министерството за транспорт и врски се обезбедени за брана на река Отиња, прво не се доволни. Ова е проект надвор од тој проект за река на брана Отиња и дека навистина треба да ги проверите овие податоци за да во буџетот за 2021 ги имаме овие и да го затвориме тој веќе почнат проект кој што на одобрение на граѓаните на Штип почна да се реализира и се надевам дека ќе успееме да го затвориме целосно проектот кој што го почнавме со ребалансот 2019 година. Благодарам.